Јас сум Лорета Дојчинов од Белес. Имам 28-9 години, скоро. Ова е мојот син Матеј, Павел во позадина ни бега. Се пријавив во емисијата бидејќи имав потреба од помош, добив социјален стан во кој што не бев спремна да го уредам, не бев спремна да си ги добијам потребните работи за живот за мене и за децата. Јас сум самохрана мајка, живееме во Велес. Останата сум сама од кога Матеј беше 9 месеци. Павел ми е роден како вонбрачно дете, има 2,5 годинки. Матеј оди на школа, трето оделение веќе. Еве веќе како сме 8 години сами, досега не побарав помош од никој, нема потреба од помош и работев и имав доволно финансии да преживееме, иако живеевме под кирија, еден период живеев кај мојата покојна сега баба, за која што имав многу помош тој период. Многу ми помагаше и финансиски, со живеалиште бевме кај неа, но потоа се смени работите од кога почина. Повторно останавме на улица, повторно останавме под кирија да живееме. Пази. Меѓувремено Павел се роди, останав дома бидејќи морав него да го чувам, останав без работа, без финансиска никаква помош. Што да ви кажам, ситуацијата беше многу тешка. Најтешки моменти ми беа кога се разведов, кога мојата мајка беше премажена и немав каде да одам, незиниот сопруг моментално не примаше кај неа, така да останав со него на улица, беше 9 месеци бебе. Па живеевме во една соба каде што кога врнеше надвор, врнеше и вонатре истовремено. Се вработив. Значи работев како келнерка тој период и ако таа работа никогаш не ја сакав, али морав да ја работам за да преживеам некако. После како растеше он, модеше во градинка, работите се подобрува, живеев добро, не викам не. Имаше период кога живеевме добро, некој знае како, но еден скромен нормален живот имавме. Одев, имам тетка во Швајцарија, одев и таму се заработував, одев настрана, се борев, буквално се борев. Баба ми беше жива, можеше него да го чува, имав помош од нејзе, секаква. После се роди Павел, тука се сменија скроз работите. Значи, Павел се роди, останав дома, не работев, не земав ниту социјално. Претходно имав право на социјално, но никогаш не го побарав, бидејќи работев и добро заработував, мислев дека нема потреба да се молам за некаква помош. Знаев дека има семејство што им треба многу повеќе од мене. Само што пркна Павел, реков супер, сега ќе почнам да работам, он ќе оди во градинка испод на короната, се затвори, градинките се затворија и останав буквално на улица. Живеевме под кирија прво во еден стан, кој што морав да го напуштам, бидејќи немав да го подмирам, немав да платам и бевме принудени да излезаме. Потоа се преселивме во друг стан и тука не се подобри работите, ама апсолутно на ништо подобро. Не исклучуваа струјата, не се закануваа дека треба да си одиме од станот. Не се жалам толку што мене животот ми стана полош, колку што децата ми беа сведоци на неколку од тие ситуации, а јас растав така како дете на разведени родители во некоја си ситуација во која што моите врсници растеа многу поубаво. Најголема желба ми е да имам компјутер, лаптоп, нешто такво слично. Сакам да имам своја соба, ама немам соба. Он се молеше да добиеме стан. Он дури кога дојде од социјалното на убит кај нас, рекоа, он таков застанат и вика, вие ќе не дадете ли сега стан да имаме? Ние немаме каде да одиме. Дури сега брзо се случи една ситуација, значи колку се децата свесни за таа ситуација. Требаше да дадам на газдарицата пари за вода. И не можев од Павел да испадам, вечерта беше со температура и го праќам Мате, викам, сине, и бетив на тетка ти Мира дека ќе ја однесеме пари денеска за вода, викам, отиде до кај не се прескри да однесе ги парите. Арно, ама ја студенара сум му дала помалку. И жена кога ги дала, рекол, Матејче, да не ги изгуби пари, требаше студенара плюс, али она со намера да не ги изгубил побат. Не, и он рекол, те молам немој да не избркаш сега од кај што живееме. Јас ќе отидам до дома, ќе земам уште студенари и ќе ти ги донесам од. И
помагам по секој ден. Она кога чисти, кој треба помош, ја ќе ја помогнам, и кога не и треба, ја ја помагам. Оно најголем и мислам поголем од Павел, он ги разбира работите и сега брзо се случи да рече: мамо, јас кога ќе пораснам многу сакам да имам продавница и да им помагам на сите што немаат и што живеат вака како нас, а тебе, мамо, ќе ти изгледа многу убава куќа кога ќе пораснам. Денес се наоѓаме во градот на Раца, во градот на тутуноперачи, во градот на Лени. Денес се наоѓаме во Велес. Ако сме тука, значи дека на некој семејство вистина потребна помош. Епа, тоа е причината бидејќи ние сме тука. Накратко ќе ви раскажам зошто проект куќа дојде во Велес. Приказната е доста интересна и мене многу ме добри. Еден ден добивме имейл во кој што една жена, која има дете, ми пишуваше: знам дека на многу семејства има потребна помош повеќе од мене. Знам дека на многу семејства чекаат помош од вас. Јас за прв пат ви пишувам, но вистина повеќе не знам кому да се обратам. За некое време ќе ми исклучи струјата, бидејќи не можам да работам, бидејќи имам мало дете, кое заради пандемијата не може да оди во градот. Мојата мајка е сезонски работник, па ни таа не може да работи. Веднаш се активиравме во проект Среќа, направивме објава на страницата на проект Среќа и почна да се појавува донатори. Но кога станав, следниот ден добив нов мејл од Лорет, во кој што пишуваше: нема да верувате што се случи. Денес, после една година апликација за социјален стан, ми стигна решение дека добив социјален стан. Фала ви многу. Потреба, нема сега потреба за помош, но затоа во овој момент не сум сигурна како ќе го наместам тој стан. Ево тој момент и реков: ние имаме идеја како ќе го наместиме тој твој нов стан, кој што е прв нивни заеднички дом на самохраната мајка Лорета и нејзините две дечиња и нејзината мајка. Денес сме овде во Велес да ја донесеме среќа, да ја го кажеме на убавото нешто и да кажеме дека заеднички ќе направиме топол дом на кој што нејзините деца за прв пат многу ќе се радуваат. Одиме, ќе одиме. Значи, ја бараме улицата 8 март 14. Сега сме, не знам на која улица, ми рекоа дека тука треба да одиме. За да го најдеме домот каде што Лорета и нејзините дечиња се подкирија и да ја кажеме убавата вест. Убавата вест е дека социјалниот стан нема да биде празен, нема да спијат на душеци како што таа во еден мејл ни рече. Чекај да видиме каде сме точно. Реално во Велес многу малку имам шетано и овие улички не ги знам. Не пишува никаде улица. Тука има некој број 17. Еве сме, 8 март 17, тука сме. Океј, значи близко сме, бараме број 14. Знаеме дека е зграда, а тука има само една зграда. Еве. Океј. Следува најубавиот момент кој што сите велат дека им е најинтересен. Моментот кога ќе им кажеме убави вести, а најмногу се радувам за децата, затоа што најмногу сакам да го видам нивниот израз на лицата. Нејзиното мало детенце е малечко, 2,5 години, и верувам дека се уште не е свесно што се случува. Значи ни рекла дека во оваа зграда на втори спрат живее Лорета. Кај се скалите? Ајде, веки. Први спрат. Ми рекла кафеава брата да чупнеме бидејќи не ради телот се учето. Да видиме дали стварно да ради. Работи. Може да спе грешно. Грешно. Да не е ова први спрат. Ајде видиме втори. Ајде да одиме погоре. Има ли тука кафеава? Нема тука кафе. Еде, има таму кафеава, брат. Ако не работи, се почне.
не работи. Тука сме. Значи звонев кај некои други комши. Среќа не беа дома. Добар ден! Добар ден! Дали тука живее Лорета Дојчинов? Да. Дали си ти тоа? Јас. Здраво, Лорета, јас сум Кристина. Здраво, јас сум Лорета. Дали ќе да пуште за влизам? Јасно. Поведете. Фала многу, здраво. Јас сум Кристина, ти како се викаш? Јас се викам Матеј. Матеј? Примате Матеј гости денес? Да. Денеска е топол и жежок ден. Особено во Велес. Велес не го познавам баш добро. Да. И да се снајдовме по уличките, ама едва и. Така. Битно се снајдов, стасам като Стасавме битно. Кажи ми, Лорета, вие тука живеете? Кирија. Под Кирија сте тука, така? И кој се живеете тука? Јас, Матеј, Добро. Павел. А кај е Павел? Павел гледа цртани таму. Кажи ми, како се снаоѓате? Колку квадрат има овој стан? Кај што живеете сега? Па сега по квадратура стварно не знам А колку како е. собчиња има? Оваа соба е таа малата соба и кујната. Таа соба таму е заклучена. Не ја користиме собата и пред Така. собијата квадратура. Всушност, во овие две соби, сите вие Да. сте сместени, така? Да. Добрата вест е дека ти добиш социјален стан. Да. И тоа е веста која што ти ја очекуваше цела година. Па да. Јас Може во- повеќе од година, да. Повеќе од година. Јас во најавата малку кажав. Ја кажав приказната како го добивме твојот мејл вечерта на проект Среќа и како решивме веднаш да се ангажираме и да се активираме за да помогнеме се што можеме да направиме. Всушност тоа е и нашата мисија во проект Среќа. Но следниот ден ти ни пиша пак мејл и ни рече добри луѓе. Немојте да собирате средства и да ни помагате, бидејќи денес ни стигна прекрасна вест, ние добивме социјален стан. Да. Јас бев шокирана. Да. Мисля, не верувам дека може да во едниот ден да ми кажеш нели толку лоши вести, а во другиот ден веќе да ти кажат дека си добила стан. Да, И бевме да. сите, вау, ова е најдобро нешто што може да се Па случи. баш така и некако тој период пред да добиам информација дека веќе сум го добила станот, беше страшно лош период. Значи не исклучија струјата од нигде никаде. Да, нели, знаеш дека имаш долг, али дека за толку краток период да ти исклучат струја, ми беше и мене чудо, али ајде се случувало како и не знам што. И додека јас се борам со тоа да се приклучи струјата, јас добивам повик дека веќе сум добила стан. Прекрасно. И да, јас затоа веќе решив, мислам, реков, ќе испратам јас повторно мејл да ви кажам дека тие пари што ако се соодбрани веќе за мене. Неверојатно беше тоа дека Лорета ни пиша ако веќе имате собрано некои средства, ве молам да ги дадете на некој што има поголема потреба од нивните средства. Тоа беше моментот кога јас лично одлучив дека апсолутно треба да ти се помогне. Значи јас го почитувам тоа и многу сакам луѓе како тебе, многу сакам луѓе кои што не размислуваат само за својата болка, туку се свесни дека многу луѓе во исто време го доживуваат Да. тоа. И кога одбирам како да помогнам, секогаш помагам прво на оние кои што се емпатични. Фала ти што си таква, но затоа денес јас дојдов да ви кажам убавите вести. Верувајте дека добрите луѓе секогаш на крај добро ги прати. А вие сте такви луѓе. Затоа социјалниот стан нема да ви остане празен, нема да спиете на душеци, туку проект куќа ќе комплетно ќе го уреди, ќе го направи целиот стан и ќе имате се за што вие сте сонувале. Значи, децата ќе имаат своја детска соба, а ти ќе имаш се што сакаш да имаш, ќе можеш да си ги викнеш сите другари на гости, ти ќе имаш своја соба, ќе имате прекрасна кујна, апсолутно се кое што на едно нормално семејство му е потребно. Значи, Многу ви сите, благодарам. целата бела техника, све ќе ви биде од проект куќа. Фала ви многу, најмногу. Еве, Лорета, што си толку прекрасна. Значи, секогаш после злото иде добро. Веројатно џабе не Да. рече дека е тоа така. Тоа е вистина, јас многу пати си имам уверено во тоа и се трудам на луѓето тоа да им го кажувам почесто, дека нештото што паѓа не може бесконечно да падне. Сега во овој момент почнуваме да се креваме. Почнуваме да Да, се надевам, растеме. мислам дека е воено многу подобро во мојот живот и дека работите ќе тргнат на подобро,
Па и добро се тешев така, се викав, ајде едното да пркне па ќе биде, па сега и другото да пркне ќе биде, веќе се пркнати доволно и двајцата да мислам дека ќе може во градинка, па ќе можем работа, па оне веќе го нема мој проблем. Јас му викам, можеш да остануваш сам дома, морам да одам на работа, а оне некако сам не можам, па не сакам, па... Он е прекрасно дете и јас мислам дека ќе биде многу одговорен и многу ќе ти помага и во новиот стан се ќе почне на добро да биде. Знаеш што имаме сега? Значи ти ги зема клучевите од станот? Да. Сега мораме да го видиме станот, за да знаеме што да правиме. Така ли? Така? Ќе одиме? Ќе одиме. Јас денес со мене ја донесов и архитектката наша, значи Лидија Маленкова е со нас. Одиме сите заедно во станот да видиме што све таму треба да се сработи. И да се молиме на Господ да е тоа што помалку, за да можеме што побрзо да ве внесеме во домот. Да. Важи, готово да говорим. Одиме сите заедно? Одиме сите заедно. Значи одиме јас, ти и Матеј. Да. Павел ќе го оставиме да гледам да гледа цртано. Да. Ајде, Готово. спремни сме. Супер. Значи сега сме пред зградата каде што Олорита го доби незиниот долго очекуван социјален стан и сега со нас е и нашата архитектка Лидија Маленкова која што секогаш е тука за да ни помогне да извлечеме максимум од просторот и да ни каже што сега ќе треба да направиме. Ти благодарам Лидија што повторно си со нас. Фала и вас на дружба и чест ми е и мило ми е да помагам на вакви семејства и поготово на вакви дечиња. Одлично. Јас мислам дека сите едва чекаме сега да видиме каков станот, во каква состојба е, да држиме палци да не е во многу лоша состојба за да можеме брзо да го направиме. Тоа ми е мене сон на соништата. Кога ќе видам стан кој што треба малку да се работи, викам, јеј, ај сега да видиме во каков стан ќе влеземе. На кој спрата? На подкрови. На подкрве, на бутата, значи од колку спрата? 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ќе дојде, да. Ај. Имате лифт, нели? Среќа. Стигна. Ларета, кој стана? Ајде право, одиме ваму. Таму? Да. Сите сме возбудени, а можам да замислам кој е најмногу возбуден. А прв пат ќе го види. Прв пат? Да. Мате, Има прв пат видено. да видиш тоа нешто. Ми се свига што имате друга брата. Не е заменување. Да, нема да се. Чекај. Леле, колку се убави прозорците. Лорета многу си имала среќа. Преубав е простор. Освен што птиците ти какале у станот. Ја друг проблем тука голем. Да, нема. Да. Добро, плочките се тука. Инсталациите ни се тука. Кујната Се- мора да остане тука. О, и прекрасно е Со за прозор. Со прозор. Со прозор што е Овдека може да биде трпезарија и некое седење, а овај дел затоа што има прозор уште еден може да се ова може да се направи за разправа. 8 часот. Вратите се скрос окей. Уште една радост на Кристина. И ова е супер. Еве го пада. Овдека можеме да смениме. Овдека можеме да смениме само Чешма и да, и туш и и да рачка. ставиме Све е параван. така ново. Да ставиме параван. Ставиме тука параванче, точно зависи. Шуњата би сменила Капак и капаче можеме. капак. Казанчето личи дека е добро. Казанчето личи дори дека е ново. Што знам, вода само. Да. А ова е место за машината за перење. Така. Идеално И болер од вода. осмислено, идеално осмислено. Така. Се гледа дека сериозен архитект Многу убав стан. го проектирал овој стан. Дори да имаше желба за спалната соба, јас те прекинав нешто. Днеска дојдов во станов и имав Лида, како правиме кујната, ајде кажу. Инсталациите на кујнова се
распределени да биде во два реда, линиски, едно спроти друго. Добро. Значи лавабото си го ставаме тука, плочките пошто си ги задржуваме, ништо не правиме. Со Тука е машината за садови, има трофазен, тука предвиден е шпорет. Тука со тоа што таму горе може аспиратор, али па кажеш шпорет тука и претходно им стоја. нема отвод за вентилација. А после од другава страна Аспиратор, искрено, тука кај што има прозор не има ни потреба. нема потреба. Нема потреба. 247 е. 247 е тука, добро. 235. Значи се по стандард се прави. Значи, кујнава правим кој скроз. Тука појава, кујната ми се свиѓа, може само да се припада. А тоа веќе се испукани, што правиме? Па ќе се изгледуваме, ќе ставиме мрежа, ќе глед и ќе скречиме. Мора мрежа да се стави или може само со глед маса? Мрежа, ако се стави може пак да распука. Се стави само глед маса. И сега сакам да те прашам дали овие зидови, сега знам дека ние сме желали да ги направиме темпографирани. И светло-сиво да биде остатокот. Светло-сиво. Светло-сиво на зидови. Ова Лидија колку сака светло-сиво. Шо боја е таа човеч? Шо боја е таа? Што имаш ти мотивно си насала за светло-сиво, не треба да разберам. Како влегуваме у куќа, одма вика светло-сиво е вау. Слушај, сите архитекти сакат сиво, бело и црно. И една боја да има. Значи како тоа не се бои? Гледа од црно-сиво. Да, гледај архитект дали има колар во некоја боја. Зошто? Све се неутрални. Па душите Не знам, треба да се нешто си е. разгледат. Мене ме оставиш, јас ставам да правам сите можни бои. Ја одма сакам тука портокалово, тиркизно. Како детал можеме да внесеме. Се мешам у работата на Лидија и секој момент очекувам кјотек да ми врзи. Не сум до толку. А ова што ќе го правиш? Што? Ова ќе го санираме од надворешна страна. Ова нема проблем. Тука има проблем од надвор. Надвор треба да се стави најверојатно силиконче или оваа лимена. Од негде тече, така? Парапетна да ја затвориме убаво и нема да има ни внатре проблем. Леле, ова ќе биде според мене до сега најубавиот стан за правење. Пошто дава многу можности. Ај сега да видиме како ќе ја затвориме оваа соба. Ова е сега рековме ќе биде за мајката. Да. За бабата. Значи тука, пошто се има прозор, собата, ја затвараме со гриз картон. Добро. Може од тука влез, Добро. од таа страна, од оваа страна плакар, право може некој работно бировце. А тука може некоја како масиче, пошто тоа Масичка фотелја, да. некоја мини полички, некој доле под прозор да направиме. Океј. Може да ми кажеш колку гипс картон ќе ни треба? Овдека, 1,20 на 2,40 од прилика. Тоа е 3,6 помножено со 2,5. 3,60, значи 4 Ајде 4 по 2, ајде 4 по 2, 8, 10 квадрати. Тервол ќе ставиме внатре за термо, уствари за звучна изолација, најмногу тоа ќе го ставиме. И две плочи од една страна, две плочи од друга страна гипс картон. Значи запиши колку точно треба да најдам за тука гипс картон. Гипс картон болко моја. Ќе најдеме. Уште нема Има спонзор за донација гипс се картон. најдено. И тоа ми е на таква болка и на секој прајање нов дом, само да викам, само да не треба гипс картон, само да не треба. Добро. И треба. Ето. Добро, сега тука малку треба. Овој тука е многу убав простор, кај што ќе ставиме елементи за кондури и за палата за гости, горе може нешто исто да се. Јас како да се мислеле? Тука огледалце, тука за крчалки може. И тука може уште обавезно. Така? Обавезно. Океј. 247. 247, памти. 110. А ќе може од оваа да се влезе? Длабочината ќе ја правиме според первазот. Одиме во спан. Ова всушност ќе биде детска соба. Добро? Ајде тој да видиме со мерката. 56 сантима. 56 на 174. 56 на 174.
Значи сега, откога измерихме све, откога се договорихме околу се, ги договорихме и боите и све, сега ви е забранет пристап тука. Значи ќе ме викнеме тек кога све ќе ви наместиме. Добро, Значи мора факторот изненадување да се задржи. Сега ние ве напуштаме. Сега ние ве напуштаме и одиме да си бркаме работа, за шо поскоро ова место кое што е сега празно биде вашиот нов прв убав дом. Договорено? Договорено. Чао, дечки! Чао, чао! Вече куваме. Се гледаме така. Се гледаме, чао! Јас сум сама денеска без Кристина и се наоѓам во Бека Мебел во индустријска зона Лепенец, односно општина Ѓорче Петров. Сега ќе влеземе внатре да бираме мебел за станот кај Лорета во Велес. А Гордана ќе биде тука да ни помогне да одбереме дел од асортиманот за станот од Лорета. Гордана, здраво! Здраво! Како сте? Одлично, вие како сте? Добро. Фала ви. Ајде да погледнеме што ни нудите во салон. Не знам дали сте запознаени со станот од Лорета во Велес се наоѓа. Тој двособен стан го направивме со уште една спална соба за мајката на Лорета. Во детската соба ги сместуваме двете дечиња, синчињата на Лорета. Таа ќе си спие, ќе ја сместиме да спие во дневната соба, мајката си има посебна соба и сега ни треба да одбереме трапезариска маса, диве комода и кујна пред се. Вака, сега дојдете со мене да ви го покажам целосниот асортиман на дневни соби на Бека Мебел. Па вие ќе се одберете нели што ви одговара најмногу. Од прилика нешто поичка или повеќе на? Зидовите кај Лорета треба да бидат темно кафени. Добро. Вратите се дизајн на даб. Така. И може некоја светла боичка. Добро. Може и комбинација некоја. Може, да, слободно. Значи имаме широк асортиман на дневни соби. Значи, ова ви е артикал, значи Брио од 1000 година, соработуваме со нив. Тие се доста, да речам, квалитетни. Иверка и увелак. Да. Увелак што не се гребе. Можеме да одиме во тој дел таму, например, што имаме во една целина што ни се дневни. Например, сега како што ми кажавте вие како би одговарало, јас мислам дека оваа комода највеќе ќе се вклопи и димензиски и да кажам во собоичката на зидовите. Мислам, да. Тоа е ТВ комода Пелн. Значи во вотан со беловија. 230 е димензијата и мислам дека најдобро би се вклопила. И овде исто имате, да. Да. Доста продавана комода ни е и прилично доста ефтина, квалитетна. Да, мислам дека ќе ни се вклопи дизајнот на дрво и белиот дел ќе освежи малце. И сега што бираме? Сега ни треба елементи од кујна да одбереме за кај Лорета. Таа е дволиниска кујна. Знам дека вие ги продавате по елементи, а ние ќе си направиме распоред вашите елементи со бела техника. На она што ни одговара по димензија. Добро, во ред. Значи имаме модуларни, имаме и блок кујни. Под блок кујни се подразбира 2 метра кујна, а модуларни нели според просторот, како ни одговара. Сега за кај Лорета што ќе ни понудите? Вака, сега за кај Лорета, според просторот таму, јас мислам дека блок кујната баш убаво би се вклопила, со тоа што имаме тука да кажам 3 блок кујни што се по 2 метра, тоа е оваа кујна и таа кујна. Со тоа што значи оваа кујна се бираат повеќе бои, оваа кујна ви е во еден дизајн во една боја, плотната исто така една боја, а оваа кујна ја има во бела боја, тоа е кујна пива.
Баш плутнава ми се свиѓа. Така, во Малта, Бела боја оваа е оди. Може Да, да си ја добиеме. може, Со да. баш оваа е плутна. точно со И со тај тој садопер. и со тој садопер, да. Тие висечки елементи. Точно, да. 2 метра ви е кујната и мислам дека баш ќе се вклопи точно во бела боичка, како што нели барате Нас ни и како ви одговара. Оперот, па после на крај до прозор имаме шпоред, Така. од другата страна фрижидерот, Така. можеме еден елемент да речеме фијуките да ги ставиме кај фрижидерот, а другово да си го искомбинираме со шпоред. Така може. Јас мислам дека оваа највеќе ќе ви се вклопи во просторот и мислам дека стварно е убава и доста е квалитетна и една од најпродаваните блок кујни. А сега да видиме трпезариска маса. Трпезариска маса. Ние направивме тука еден сет да го видите, значи со столчиња и со масичка трпезариска. Тоа се овие 4 столчиња со бели ногарки, значи масивно дрво се ногарките и оваа масичка бела што би одговарала баш на кујната, да речам. Да. И мислам дека ќе се Овие столчиња со ваков тапацир. Да, да. Со овој тапацир мислам дека ќе бидат најубаво ќе се вклопат. И се гледаме повторно. Чао, чао. Паркетот во овој стан е стар и да бидам искрена, целиот беше покакан од некои птици кои што успеале да влезат во станот. Затоа, паркетарот Баже од Велес е првиот кој што стапува на сцена и треба да го направи паркетот стакло. Овој стан, кој што е всушност и првиот дом на Лорета и незините дечиња, е навистина стан со многу убав распоред, но и многу квалитетно направен. Овде може да направиме навистина многу интересни дизајни за уредување и уживаме во тоа. Како и секогаш, први стигнуваат нашите пријатели од Хромак, затоа што без нив нема ни молерисување, нема ни лакирање. Им благодариме што се наши партнери во хуманата мисија.
Дојде време и за лакирање на паркетот и мајстор Баже се фати за работа. А после него ќе биде спремно да можат да влезат и молерите. Единствена убава работа, од тоа што надвор е многу жешко, е тоа што паркетот ќе се исуши на вистина брзо. ДМ Маркети се наши пријатели во секоја епизода на проект Куќа и се грижат за секое наше семејство да има квалитетна козметика и квалитетна хигиена. И овој пат сме во Кисела вода од ДМ Флатирон, каде што ќе пазаруваме за Лорета и за нејзините дечиња. Ајде! Денес пазарам сама, без семејството, и се надевам дека ќе ги погодам и дека ќе им се допадне она кое што ќе ги пречека дома од асортиманот на ДМ Маркети, кој што е навистина неверојатно голем и со најконкурентни цени на пазарот. Се трудиме да не заборавиме ништо. Една 50 и 30 за ова топло време ќе ми се најдат. Мислам дека нема да не собере една корпа, ама ќе пробам. Ова средство го открив пред некое време, пред неколку емисии, морам да признам дека е неверојатно и сега сакам да го има во секој дом во кој што работим. Ова е средство за чистење теписи, мене ми е откритие. Мислам дека сега имаме се што му треба на едно семејство од хигиена и од козметика, а за тоа ви благодариме вас, ДМ. Сега одиме да видиме до кај се работите во станот на Лорета и нејзините дечиња. На овој? Да, од горе до доле? Од горе. Од средина нагоре надолу. Како почнам од средина? Ајде, тачно. Од средина. Полека, пушка, него стега. А, него стега? Оште до доле, до доле, до доле. Не клеш, не клеш. Добро. Јас имало филозофија, не било до така едноставно баш. Добро.
Супер. Да ти кажам нешто, ти ќе уживаш бидејќи ќе бидеш во Мејфер внатре на Ладничко. Така? А јас и Матеј денес имаме ден изненадување. Ја мислам дека ќе уживам многу. Повели. Ајде, дечки. Еде, мамичка. Совршено, какво беше луѓе што направивте?